Преносот во живо од Газа беше прекинат бидејќи израелските власти запленија опрема од Associated Press. Ова најдена меѓународна осуда, а Израелското министерство за комуникации неколку часа подоцна го смени курсот и ја врати запленетата опрема. Израел ја обвини Associated Press за прекршување на новиот закон за странски радиодифузери во земјата со обезбедување содржина на забранетиот медиум Ал Джазира. Associated Press го отфрли тврдењето. Исклучувањето не беше базирано на пренесуваната содржина, туку грубо спроведување на новиот закон за странски радиодифузери во земјата од страна на владата. Преносот во живо генерално покажува чат како се крева над Газа. Наредбата, подпишана од министерот за комуникации Шломо Кархи, беше осудена од Обединетите нации, Белата куќа и медиумските застапници. Тоа е шокантно. Сметам дека новинарите треба да можат слободно да ја вршат својата работа. На Associated Press, на сите новински организации, треба да му се дозволи да ја вршат својата работа слободно и без какво било вознемирување. Израел го искористи новиот закон претходно во мај за да ја забрани катарската телевизија Ал Джазира поради загриженост за националната безбедност. Израелското министерство за комуникации соопшти дека ќе преземе акција за да ги ограничи преносите што и штетат на безбедноста на државата. Застапниците на слободата на говорот предупредуваат дека законот заедно со ограничувањата за пристап до медиумите во регионот ризикуваат зголемување на лажните вести и дезинформации за конфликтот. Последните борби започнаа на 7 октомври, кога Хамас го нападна Израел, убивајќи 1200 луѓе и земајќи околу 250 заложници. Израел одговори со воздушен и копнен напад врз Газа под контрола на Хамас, при што загинаа повеќе од 35.000 луѓе, според локалното министерство за здравство. Проблемот што го гледаме е дека недостатокот на независни медиуми за покривање на оваа војна дозволува пропагандата на вистина да напредува на сите страни. Поради тоа, пристапот на меѓународните медиуми до Газа е најважен. Репортери без граници и други меѓународни наблюдувачи исто така го критикуваа Израел заради необезбедување сигурност за новинарите. Меѓу илјадниците убиени досега има повеќе од 100 новинари, речиси сите палестинци. Израел ги отфрла тврдењата, велејќи дека бројката вклучува терористи, нешто што медиумските застапници категорично го отфрлаат. Со големо внимание го истражуваме секој случај. Меѓу новинарите што ги вброивме како жртви во оваа војна, не вбројуваме никого кој разумно мислиме дека може да се смета за милитант на Хамас. Associated Press продолжи со пренос во живо, но со оглед на тоа што Хамас се уште држи израелски заложници и речиси 3/4 од 2,3 милиони жители во Газа се раселени, медиумските застапници велат дека на новинарите треба да им се дозволи да пренесуваат независни и проверени информации.